Ке имали мед во кошниците оваа година, се прашуваат пчеларите по катастрофално лошата година по приноси лани, кога временските услови не беа наклонети за нив. Ланската зима и доцните пролетни мразиви ги оставија без пчели и мед, претрпеа големи штети, побараа обештетување, но не добија. Јас сум со пчели пораснал со дете, од дедо, прадедо, од татко ми, па ја. По лоша година за мед не е постојало. И не верувам дали ќе има таква година. Некаде извадија мед тамо покрај брегалница, доле ниската покрај брегалница, тие што чуваа пчели и што ги чуваат сега тамока, извадија по некој кило мед, ама тоа е многу малку, по некај просек од 4 до 5 килограми. Повише немат ништо. Помалку мед вадеа сите пчелари од регионот. Оваа година се надеваат на подобро време и повеќе мед во кошниците, во кои последниве 2 години преносите биле далеку послаби од просечните. За оваа година нормално, надаме се на подобро секој пат, па ќе видиме што да даде до Боже. Мое лично искуство у добра година е повеќе од 40 кила. Значи повеќе пати имам добиен таков резултат. Мада оваа ланската година и поланската не мога да кажам. Факт е дека последниве години се помалку се вади мед. Од тука прашуваат медарите каков е медот што се увезува и што е тоа што се продава како мед на пазарите и во маркетите, подалеку пониски цени од цената на медот на домашните производители. Сега медот се продава од 350 до 400 денари, така што тоа е уште еден поттик на пчеларите да го зголемат своите пчелни семејства, да го изголемат продукцијата на мед, така ќе заработат многу повеќе. Помош од државата за да ги сочуваат пчелните семејства и зголемат производството бараат пчеларите во државата, но и поригорозни контроли за тоа што се увезува и каков мед им се продава на граѓаните. Тврдат дека и покрај намалените приноси, македонскиот мед не изгубил од својот квалитет.